Добар ден, ученици! Добродојдовте во училница по предметот конструкција на објект. Како наставна единица во овој час избрав скица, анализа и основен крој на детско пустанче. Овде како цел на часот се развива чувството за креативност, се стекнува визуелен преглед за изработка на основните кројни делови од детското пустанче и со помош на главните мери ги преснетуваме помошните мери кои се потребни за конструкција на основниот крој на детско пустанче. За успешна конструкција и за успешна обработка на овој час имаме соодветен потребен прибор, како што е молив, никако пемпало, бидејќи се работи за техничка скица која бара голема прецизност, гума, тетратка А4 формат, размер 1:4, шестак, ленијар, криволенијари, бои, без разлика дали се дрвени, фломастери и слично, и сличен прибор кој ќе ни биде потребен за полесна конструкција, но и побрза обработка на часот. Во следниот слајд имам дадено скица на детското пустанче, кој го избрав за овој час за обработка. Подолу, врз основа на скицата, имам извршена анализа, каде морам да напоменам дека е карактеристично ова детско пустанче што имаме палки во предниот и во задниот дел. Уште во предниот дел имаме закопчување со 3 копчиња кои завршуваат подолу линијата на градите. Имаме платка која се формира во задниот дел, односно во пределот на грбот, кој подоцна во моделирањето ќе ни биде од олеснителна околност. Имаме бебе јака и проширување на линијата на должината на стројот. Како главни мери за ова детско пустанче избрав висина од 104 см, обем на гради 58, обем на половини 54 см и обем на колкови 62. Да напоменам дека врз основа на висината на телото, овде можеме да одредиме за колкава возраст се работи на девојчето. Ако висината ни е 104 см, значи се работи за дете од предшколска возраст, односно девојчето има 5 години. Врз основа на главните мери се врши пресметката на помошните мери, кој кај мене овде веќе извршена. И морам да напоменам дека се користени само прости операции по математика, како стопирање, вадење, делење, множење. Како и секој час напоменувам, множењето овој пред сите други останати прости операции. Подолу имам дадена основна шема за конструкција на секој предмет за обликување. Овде се дадени хоризонтални и вертикални линии, кои соодействуваат со сликата која е дадена од детското пустанче до него. Значи, конструкцијата ќе биде успешно спроведена ако го исконструираме предниот дел, половина од предниот дел на детското пустанче и половина од задниот дел на детското пустанче. Овие линии соодействуваат со линиите во реалниот предмет за обликување, значи линија на вратен израз, линија на гради, линија на половини, овде. Затоа и овие две слики ми се дадени една до една, за да имате добра визуелност што всушност представува конструкцијата на објект. Следниот слајд имам извршено основен крој на детско пустанче. За ваше полесно спроведување на конструкцијата морам да напоменам дека имам извршено образложување при самата конструкција, значи со зборови, вие ги знаете кратенките за помошните мери. Исто така имам означено и бројки, каде да кажам, како и секој час, дека се работи за конструкција која што секогаш започнува, било која конструкција потребна за компликување започнува од задниот дел и тоа од седмиот вратен прашлив.
ако не се работи за облека од обработка за долниот дел од телото. Од 1 до 2 се нанесува должината на ракавниот израз, што и самата мера покажува дека треба да се нанесе продолжено. Од 1 до 3 се нанесува должина на дрв и сето така последователно, ако вие успешно го спроведете, ќе добиете оваа конструкција која е извршена и овде на овој следовател. Подолу, за ваша полесна и поубава прегледност, имам зададено посебно заден дел и преден дел. Ќе се задржам на кратко на задниот дел, затоа што имате одредени потешкоти, по моје искуство, во намесување на одредените бројки. Како што се работи? За овие линии, односно за точката 15 и точката 14, точката 15 се добива со спуштање по кривата 2 до 3 см и се означува точката 15, додека точката 14 се означува, се добива кога ќе го измериме разстојанието од до 10. И овде, оваа знакче ви означува дека треба да го ставите линијарот од трафалол, овде, за да може да ги поврзате точката 15 со 14. Во пределот на точката 14, нагоре се наместува од 0,5 см и се формира русна од 1 см, кој подоцна во моделирањето ќе не биде подобро. Друго карактеристично што многу тешко оди во пракса е точка 18а и 5. Исто така се работи за поставување на ленерот од трафалол. Овде ленерот од трафалол се наместува на кривата 11, 17, 18а и под трафалол се наместува во пределот каде што се сече пред задната средина со средината на должината на кројот. Сето друго успешно ќе биде конструирано ако ги следите упатствата на бројките, кои во опис на моделот се дадени подолу. Предниот дел е карактеристичен по тоа што вие најчесто се збунувате во пределот на ШРИ, односно на точката 21-22. Ова расстојание се намесува од задниот дел, од истото расстојание од основно до бицеп, се мери со размерот и се намесува од долу нагоре минус 1 см. Овде се става шестарот и се пушта крива произволно, за да можеме после полесно да го нанесеме рамото. Рамото се нанесува така што се мери со размерот 7 до 10а и се нанесува од точка 26 до произволно каде и да се сечи шестарот. Значи, треба да легне на линијата на шестарот. Тоа е најчестата грешка или потешкотија што се јавува додека вие го конструирате самостојно конструкцијата на било кој предмет за облекување при женска доба. Описот реков дека е даден подолу, подетално, значи последователно ќе ги следите, ќе успешно ја реализирате конструкцијата. Како заклучок, можам да заклучам дека веќе вие сте оспособени врз основа на главните мери да ги пресметите помошните мери и веќе ги препознавате кројните делови на детско пустанче врз основа на кои се врши моделирање или се формира кроен дел за изработка во шибалот. Подолу имам дадено за вас домашна задача, през која основа треба вие да се со различни мери, врз основа на кои вие треба да извршите конструкција и да ги проверите вашите знаења. Па се надевам дека со
оваа презентација ви ја олесни задачата и дека тоа успешно ќе го направите. Ви благодарам.